Почитувани колешки и колеги, почитувани граѓанки и граѓани, јас ќе фрлам еден правен поглед на оваа одлука и на следните. Одговорно тврдам дека се незаконски. Еве зошто. Одлуката се повикува на Законот за управување со кризи. Во друга прилика ќе зборувам за тоа, но во Уставот не постои воопшто категоријата феноменот криза, а ние имаме закон за кризи. Во Уставот има категорија вонредна состојба, ама ние немаме закон за вонредна состојба и сега се работи на него. Зошто укажувам на правниот парадокс или, ако сакате, правната незаснованост на оваа одлука? Еве зошто. Се повикува на членот 31 од Законот за управување со кризи, на ставот 4 и 5, според ставот 4, одлуката за постоење на кризна состојба од ставот 1 на овој член не може да трае подолго од 30 дена. Повторувам, не може да трае подолго од 30 дена. Правна аналогија. Во Уставот иста одредба има за вонредната состојба. Значи, таа се продолжува на секои 30 дена, без оглед дали ја донел одлуката парламентот или председателот на собранието. Последниот став 5 вели: ако кризната состојба продолжи да трае подолго од 30 дена, владата треба да побара одобрување од собранието за продолжување на рокот или да предложи прогласување на воена или вонредна состојба. Одговорно тврдам дека тој рок може да биде само 30 дена, ниту еден ден повеќе. Зошто? Затоа што воспротивно се активира една огромна машинерија од законот, се трошат средства, но што е најздрашно, постои зголемен ризик не само по здравието и по безбедноста, туку зголемен ризик по демократијата и употреба и злоупотреба на кризната состојба. Замислете, ние имавме локални избори среде кризна состојба по човековите права. Во последното мислење, во мислењето на Венецијанската комисија за вонредната состојба се вели дека роковите за било каква состојба, бидејќи има различни типови, мора да бидат што е можно покуси. Зошто? За да не се овозможи или да не се дозволи простор за злоупотреба. Значи, јас одговорно тврдам дека не може со гласање овде ние, не знам како се создала таа правна пракса, ама Уставен суд немаме, дека можеме ние колку сакаме да си определиме со одлука дека ќе трае кризната состојба, односно владата засега си одредила дека тоа ќе биде 6 месеци и ние си го продолжуваме овој рок. Значи, според мене, ако завршува кризната состојба на 30 дена потоа, единствено можело да биде до 30 јануари 2021 година и ниту еден ден повеќе. Тоа не значи дека ние не можеме да ја продолжиме на нови 30 дена, ама тврдам, ниту има споменато, ниту може да има споменато друг рок во овој закон, зашто замислете, ако за вонредна состојба има само 30 дена, за кризна состојба исто така не случајно се земени овие 30 дена, ја молам законодавно правната комисија да делува како законодавно правна и добро да размисли дали ова што ние овде го носиме не значи кршење на Законот за управување со кризи. Тоа е мојот коментар.